Првата и најголема новогодишна желба на сите деца е навреме да им пристигне новогодишното пакетче, а на крајот од 2012 година првото изненадување за сите е од градоначалникот Дончев. Први на листата, штитениците од дневниот центар, каде покрај пакетчиња посетата на градоначалникот беше можност да се оствари средба со родителите, не само на згрижените, туку и со оние чии деца заради потешки попречености не можат да бидат дел од овие институции. Родителите побараа поголема поддршка од локалната самоуправа во реализација на нивните секојдневни потреби пред се од финансиски аспект. Градоначалникот Дончев побара од подрачното оделение на Центарот за социјални работи да направи список на семејства кои навистина функционираат отежнато, а на некоја од наредните седници на Советот да се разгледа можноста за еднократна или друг вид поддршка за овие семејства. Со новогодишна песна, градоначалникот Дончев, придружуван од Дедо Мраз, беше пречекан и во основното училиште Славчо Стојменски, каде се делија новогодишните подароци, кои годинава ги имаше за сите првачиња. Највесело беше во детската градинка, каде средношколците се погрижија да направат и мал театар за најмалите. Сакам Дедо Мраз да ни донесе пакетче, многу со играчки. Јас сакам Дедо Мраз да ми донесе пакетче. Сакам Дедо Мраз да ми донесе каливка. Меѓутоа, градоначалникот не ги заборави и децата од ромското мало. Дедо Мраз пристигна и тука. Повеќе стотици ромчиња има ретка можност да ја остварат својата новогодишна желба, да добијат новогодишно пакетче. Градоначалникот, координаторот, пратеникот, раководители на јавни институции им ја честитаа новата година на ромите. На идеја на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН до мене, обезбедивме пакетчиња за сите деца од ромското мало кои што нема да можат да им обезбедат нивните родители. Јас сакам да искористам оваа можност да апелирам до сите родители да ги праќаат своите деца на училиште. Знаете дека тоа е законска обврска, меѓутоа сите деца мора да одат на училиште. Зашто ние како држава имаме стратегија ромското население да не биде социјална категорија, да биде зависно од социјална помош, туку сите кои што ќе завршат училиште да можат да најдат работа, да се вклопат во институциите на системот и да заработуваат плата. И родителите и децата го поздравија овој чекор на локалната самоуправа. Децата се радуваат. Фала многу од градоначалникот Тео што успеал да го дадат на децата пакетчиња. Супер, добро е. Сега прв пат е. Покрај пакетчињата имаше организирано и забава околу новогодишната елка во кругот на ромското мало. Се на се, весел и забавен финиш на годината која одбројуваме. Со нови надежи и желби ја дочекува